Почитувани сограѓани, денес е 8 септември, најсветлиот датум од современата историја на нашата држава. Точно денес, пред 27 години, нашиот народ и граѓаните на нашата држава излегува на референдум за да го дадат својот глас за суверена, независна држава Македонија. Следните 27 години после тој референдум имаше многу предизвици во нашата држава, ама нашиот народ и нашите граѓани секогаш го избираат вистинскиот пат и начин на решавање на проблемите. Во овој временски период се развиваше државата, се развиваше општеството, се разви демократијата. Плурализмот исто така даде голем напредок во развојот на македонската држава. Денес сме горди на Илинден, на Асном, на референдумот од 91-а, но сега треба да направиме последниот исчекор, што следи во наредниот период. На 30 септември да излеземе и да гласаме. Да излеземе и да гласаме за Европска Македонија. Денека е за многу години, честит ден е 8 септември. Апсолутно ништо не нас се смени, мотивите ќе останат исти, ние ќе видиме истата држава, истиот народ, истите граѓани, само ќе имаме подобри услови за живење. Со влегувањето во НАТО и Европската Унија, мислам дека само граѓаните и сите ние ќе добиеме, ништо повеќе. На сите граѓани на општина Прилеп и го честитам 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Ако во 1991 година Македонија на референдум гласаше за суверенитет и независност, сега на 30 септември 2018 година Македонија ќе гласа за влез во Европска Унија и НАТО, да бидеме рамо до рамо со државите, со најмоќни држави во Европа и во светот. Со влегувањето во Европска Унија и НАТО ќе го исполниме приоритетот на нашите предци, а тоа е да имаме современа, независна и економски слободна Република Македонија. Нека ни е честит 8 септември, денот на независноста на нашата татковина. Благодарам. Прославувајќи го овој државен празник, се сеќаваме на пред 27 години, кога мнозинството на македонскиот народ и сите граѓани на Македонија се изјаснија за самостална и независна држава Македонија. Тој ден се исполни желбата на многу наши револуционери од минатото, преродбеници, помети војводи, а благодарение на народно-ослободителната борба и на партизаните и животите кои што ги дадоја за слобода против робството, партизаните, ние имаме денеска независна и слободна демократска држава. Останува сегашни генерации и млади генерации да го почитуваат споменот и сеќавањата на тие настани и никогаш да не заборават дека Прилеп во народно-ослободителната борба не само тогаш, него и во времето на природбенското восстание треба да биде горд што славни родолюби, раководители во свое време пред Илинденското восстание и после тоа Пеле Тошев, Ѓорче Петров, а да не зборуваме за народно-ослободителната борба, каде што тројца покраински раководители на партијата беа прилепчани. Многу инструктори во областите на Македонија беа прилепчани. Прилеп не случајно го носи градот Херој,
Многу учесници имаше во народно-ослободителната борба. Во ова могила се наоѓаат и наши најблиски браќа, чичковци, сестри. И секогаш да го почитуваме овој празник, да ја почитуваме независноста на нашата држава со сите институции за еден подобар просперитет.